Здраво, јас сум Медо. Како што забележувате, овој пат имаме една празнична кујна. А тука до мене имаме едни убави парченца месо. Имаме свинско ребро, имаме пилешко мевце, имаме свинско филе, имаме сланинче. Ќе се обидеме да направиме една многу убава празнична скара. Ќе почнеме со ребрата, меѓутоа за нив ќе направиме еден специјален сос, блак сос. За сосот ни се потребни неколку состојки. Почнуваме со најглавната мед. Малку соја сос. Ни треба оцет балсамико. Малку ни треба и кафеав шекер. Кога шекерот ќе се карамелизира и ќе се соедини со масното од ребрата, ќе се направи еден многу интензивен вкус. И нели малце експериментираме, ставаме малку лук во гранули. А можеме една лажица сенф. И сето тоа го мешаме за убаво да се соедини. Откако го измешавме сосот, ни треба еден трик, ќе користиме алуминиумска фолија и на фолијата ќе ги ставиме ребрата. Фолијата ќе свиеме за да не се истура сосот и со лажицата ќе ги посипеме ребрата. На крај, бидејќи сме во природа, може да искористиме и свежа мајчина душицка. Малку ќе искинеме, ќе ставиме врз ребрата. Фолијата ќе ја затвориме и реброто е спремно за наскара. А да ставиме бомбончиња? Брат, шо ти со бомбончиња, бе? Месо правам, ај бегај таму. Шо ти се? Откако ги ставивме ребрата, ги правиме ражничите. Еве стапчиња, имаме мевце, имаме зеленчук. Што ќе правиме сега? Пилешкото и свинското месо ќе го исечеме на коцкици, заедно со зеленчукот, ќе го наредиме сите на стапчиња и ќе ги ставиме на скарата. Почнуваме. Откако месото го исековме на крупни коцки, малце ќе го зачиниме. Земаме малку вегета. Може да ставиме италијански зачин. Многу го сакам овој додаток во јадењата. И малку црн пипер. Убаво ќе промешаме. Месото ќе го вратиме во садот. Месото малку отстои исечено, зеленчукот е готов, можеме сега да си боцкаме. За ова треба само креативна слобода, како мислите така треба, редете си. Откако ги наредивме, ги ставаме ражничите на скара. За крај остануваат плескавиците, тие не се некоја голема филозофија. Земаме мевцето, ставаме малку масло. И нели, бидејќи сме во природа, малце свеж рузмарин. Ќе ги фатиме малце со раче, убаво ќе ги исплескаме, дајме од двете страни рузмарин. Врз плескавиците ќе ставиме малку тенко исечена сланина, малце да се растопи да се соединат вкусовите. Има една финта при правење на плескавиците. Имено не треба да ги боцкате со вилушка или пак да ги плескате со вилушката кога ќе ги вртите. Доволно е со малце шпакла само да ги свртите за средината да остане сочна, да не се изгубат соковите на плескавицата. Месото крчка и додека чекаме ред да се замезиме, нели? Можеме да направиме една мимоза салата, имаме варени јајца, имаме сите зеленчуци, па почнуваме.
Откако ја исековме салатата, ред е да ставиме преливи. Чоколаден. Не чоколаден, као оцет, зејтин, сол. Што ти е? Со тоа, главната работа ја завршивме. Останува да си налееме една антика, да уживаме со нашите пријатели и нели, да си ја крчкаме скарата. Уживајте и вие.